Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во последната емисија Под лупа за оваа година. На моје задоволство во студиото на ТВМ една дама, господјата Живка Ангеловска, председател на Советот на општина Охрид. Добре дојдовте во Лупа за прв пат по назначувањето на оваа ваша функција. Веќе скоро 2 месеци сте председател на Советот на општина Охрид, прв човек меѓу еднаквите, така велат. Ви благодарам на поканата за учество во вашата емисија, особено почитувајќи ја вашата медиумска куќа и особено почитувајќи ве вас, нели, како новинар. Навистина ми представува задоволство што ќе бидам дел од вашата емисија. Благодарам, значи целта на оваа емисија е што поблиску до граѓаните, а и целта на Советот е што поблиску на граѓаните, да се носат одлуки за доброто на градот и на сите оние кои што живеат во него. И како што реков, прва сте меѓу еднаквите, вие ќе диригирате со Советот на општина Охрид во наредните 4 години. Еве на самиот почеток, по втор пат во континуитет имаме жена председател или председавач на Совет. Дали тоа го сметате како позитивност или пак како жена е потешко да се справувате со сите оние советници кои што ви стојат пред вас? Па видите, јас уште на денот на изборот за председател го истакнав и сега повторно ќе истакнам дека јас сум навистина горда, бидејќи праксата во Охрид продолжува и повторно за председател на Советот е избрана жена. Јас се надевам дека ќе бидам успешна исто како и мојата предходничка, господјата Коњановска. Сметам дека е предност што ќе биде, нели, жена како председател на Советот, од причини што ние можеби имаме поголем сенс во однос на компромиси, во однос на соработка, во однос на носење на одлуки, можеби подолго размислуваме за последиците од одредена одлука која што ќе биде донесена, а исто така сметам дека со нашиот сензибилитет успеваме поблиску да се доближиме до граѓаните. Така. Веќе 4 седници се задва, за утре закажана е петтата. Едната од нив беше конститутивна, а другата беше она кога бевте назначени за председател на Совет. Значи, фактички две со она реална работа на Советот, ама верувам дека имате некакви првични впечатоци, како во која насока ќе се движи работата на овој состав на Совет и каков капацитет има. Па, како што кажавте, не е поминат долг период, особено ако се има во предвид кои содржини беа за разгледување на како точки на дневниот ред. Меѓутоа, јас со голема почит кон сите мои колеги советници, значи сметам дека наредните 4 години ќе имаме навистина една плодоносна дискусија, конструктивна дискусија. Голем дел од нив, значи, сум и пријател со нив, ги познавам и верувам во нивниот професионален капацитет, особено ги почитувам. Се надевам дека ќе имаме што помалку политички разединувања. Пред се ќе си го зачуваме личното достоинство на начин на кој што нема да посегнеме по туѓиот интегритет, по туѓиот авторитет и дека и тогаш кога нели ќе се во различна насока нашите размислувања, дека сепак ќе преовладува не само разумот, туку она што е најкорисно да биде донесено за граѓаните и за општината. Така. Господја Ангеловска, значи Советот е политичко тело и советниците имат секако политичка позадина, бидејќи застапуваат некоја политичка опција. Од кога вие сте во политичките води, кога активно почнавте да се вклучувате во политика и што ве поттикна всушност, затоа што пак ќе речам не дека жените не може да бидат добри политичари, но земајќи ги во предвид и останатите обврски кои што ги имаат секојдневно, малку е потешко да се фати тој чекор и да се биде активен во оваа област, која што навистина изискува многу време, многу енергија и пратење на сите актуелни состојби во државата. Сосема сте во право, како што кажавте, значи политиката е тешка самата по себе, значи бара дополнителен ангажман, а жена во политика навистина бара и лични откажувања, бара и поголеми напори, поголеми вложувања.
Ние сепак живееме во еден систем каде што се уште се присутни оние стереотипи, нели, дека жената не е местото во политиката, па дури дека не е местото во јавни функции. Меѓутоа ме радува што се повеќе излегуваме од тие стереотипи. Меѓутоа, јас бев подолго време член на СДСМ, меѓутоа никогаш не на фронтални позиции, затоа што сметав дека има други кои што тоа знаат многу подобро да го прават од мене. Во 2013 година, кога дојде председателот Тунтев како председател на СДСМ, тоа беше еден тежок период воопшто за СДСМ. Ги изгубивме локалните избори, владееше една голема апатија во членството, па владееше и страв, многу луѓе не сакаа ни да не поддржат, плашејќи се од последиците кои што ќе следат доколку застанат заедно со нас. Сметав дека јас тогаш и сум најпотребна на партијата, затоа што кога е лесно, тогаш секој може да излезе накрај, меѓутоа дека кога е тешко, можеби нема да успееме, меѓутоа чувствував обврска дека треба да дадам свој придонес. Исто така ја го почитував, нели, председателот кој што беше избран тогаш во партијата, исто така и моите сопартици во органите во партијата, и ми представуваше предизвик, значи, да почнеме кон повторно консолидирање, кон повторно мотивирање на членството и да стигнеме сега онаму каде што сме. Сакав да живеам и во едно нормално општество. Навистина страшно ме погодува системот, значи и како правник непочитувањето на правото на граѓаните, на слободите на граѓаните. Чувствував обврска пред себе си, чувствував обврска и пред моето дете, значи не да стојам настрана и во оние кулуари да давам критики, туку ете да се обидам јас колку што ќе можам да направам за да се воведе еден малку поинаков систем. Имајќи ги во предвид сите тие причини, значи тогаш станав во 2013 година координатор на форумот на жени на општинската организација на СДСМ и веќе бев во фронталните позиции и во активностите кои што чекор по чекор ги правевме. Дали беше за вас изненадување кога ве ставија во оние комбинаторики за да бидете председател на совет, или беше некако очекувано, знаејќи го целокупниот оној ангажман кој што претходно го имавте, а и да потенцирам дека сте вие правник по вокација, па некако оваа функција најмногу се врзува со оваа професија, затоа што станува збор за закони, за деловни кои треба да се познава и почитува, и многу е полесно доколку сте од таа бранша. Да, секако дека како правник ќе ми биде полесно, меѓутоа знаете како кога значи сиве овие години, барем јас не сум размислувала која функција и дали некоја функција јас ќе ја имам. Меѓутоа тогаш главната цел беше, нели, на срушување на тој режим и тоа беше водечката цел. Во однос на изборот на изборот на советот, односно на советничката листа, ние имавме спроведено и внатрешни интерни избори, што представуваше еден од критериумите, и во однос на тој критериум, во однос на активноста имавме и други критериуми, и сето тоа, нели, кога се собра заедно, ми беше кажано дека и јас ќе бидам на советничката листа на СДСМ. Не можам да кажам дека ми представуваше изненадување, меѓутоа ми представуваше и се уште ми представува една голема обврска, затоа што секако дека сме делегирани од партија, не избрале граѓаните и сето тоа носи навистина големи обврски пред граѓаните. Така. Рековме дека доаѓате од партија, значи конкретно од СДСМ. Колку
ќе успеете да бидете објективна со сите советници, затоа што вие не треба да покажувате таму никакви партиски чувства и некаква наклонетост, туку треба да бидете реална и така да ги водите и седниците. Колку оние ваши интимни чувства, дали се партиски или лични, ќе можете да ги потиснете за да бидете навистина професионалец и достојни на она што се вика председавач на совет. За да може нели и да ми се обраќаат како председател на совет, јас треба да ги гледам сите советници еднакво, максимумот ќе го дадам во однос на тој дел. Нема да дозволам ниедно право на советник да биде нарушено, меѓутоа и должностите секој да си ги исполни. И со оглед на тоа што пак ќе кажам, ние се познаваме, ние сме граѓани на Охрид, максимумот ќе го дадам во однос на онаја, да ја кажам, рамноправност на секој советник, меѓутоа во секој случај да работиме онака како што е пропишано во статутот и во деловникот. Дали се подготвувате пред седниците, затоа што од сега па понатаму ќе се пообемни и пообемни, потешки, значи ќе имаме точки од различни сфери, што навистина е тешко да се прати, не е само од една област па да се специализираме во неа, туку треба да се навлезе длабоко и суштински во повеќе сфери кои што се од интерес на градот. Колку треба време, енергија, значи за подготовка за една седница? Јас ја спомнав одговорноста, нели таа одговорност секако се сака и лично надградување и доста голем ангажман. Затоа што ние како дневен ред се точки, како што кажавте, од различни области, регулирани и со различни закони и дефинитивно навистина е потребен ангажман, потребно е дополнителни информации од страна на службите, нели не сме ние стручни за секоја област, па токму претходните седници не беа од таков обем, не беа дека имаше потреба од толку голем ангажман, меѓутоа и самиот почеток си бара голем ангажман, затоа што се надевам дека натака ќе имаме и поголема пракса, поголема рутина, меѓутоа се спремам и воопшто како човек за секоја моја активност, за секое мое делување, претходно се спремам, за да биде така успешно завршено. Така. Колку имате помош и колку очекувате помош од советниците, но и од претходната председателка на совет, бидејќи веќе зад незе 104 годишно искуство и може да ви даде некои корисни настоки доколку сакате да прифатите нормално и би требало да се комуницира за да се дојде до некој најдобро решение. Апсолутно, само со комуникација можеме да дојдеме до решение. Јас се надевам дека за брзо време ќе се вратат, значи, нашите колеги во советот за да можеме да комуницираме, за да можеме нели да најдеме онаму каде што може да се најде заедничко решение, затоа што сето тоа ќе биде во интерес на нас како советници секако и секако во интерес на граѓаните. Јас навистина не ми представува никакво, не можам да кажам понижување, меѓутоа не ми е воопшто проблем да прашам она што не го знам и сметам дека тоа секој еден човек е доблес да се праша, а праксата, значи колку и да имаме познавање од различни области, праксата е нешто што се стекнува, нели, и затоа секогаш кога би имала двоумење како треба да постапам во однос на реализација на седницата, јас секогаш нели би се обратила и до мојата колешка Коњановска и до советниците, па и до претходните председатели на совети кои што биле тука. Така. Сега споменавте дека веќе советничката група на ВМРО ДПМН не е дел и нема да биде извесно време, значи не конкретизира до кога, нема да бидат дел од советот, го бойкотираат заради притварањето на двајца пратеници кои што се од нашиот град.
Како го оценувате овој чин? Дали мислите дека со тоа ќе се намали квалитетот на работата во Советот, затоа што секогаш ни е потребна една добра, здрава опозиција, да имаме спротиставени ставови за да се донесе некое добро, корисно решение за градот, а вака имаме само опозиција, нема да очекуваме некои многу бурни дискусии, нема што тука да се спротиставува. Јас уште на самата седница, кога колегите ја напуштија седницата, го изразив своето жалење поради нивното заминување. Пред се поради тоа што причината за нивното напуштање на седницата не е во рамките на надлежностите на Советот, нити е во рамките на некое действие, некое чинење или нечинење од страна на Советот. Институциите секогаш треба да си ја работат работата согласно законските акти кои што ја регулираат нивната дејност. Меѓутоа, ние живееме во едно и сакаме да живееме во едно демократско општество, така што и изразувањето на незадоволството представува еден демократски чин и јас навистина го почитувам, меѓутоа сепак значи ќе ми биде драго што побрзо да се вратат, бидејќи ние сите заедно тоа им го должиме на граѓаните. Така. Од неодамна, значи со пуштањето во употреба на новите простори на општинската зграда, се врати, да речам, на некој начин и канцеларијата за поддршка на Советот, која што години наназад беше во склоп на општината, но мислам дека од претходниот состав на Совет беше префрлена кај Црвен крст, што не беше во рамките на општинската зграда. Сега колку е тоа позитивно за да можете вие полесно да функционирате како Совет, затоа што сите служби ви се тука на дофат, а колку тоа ќе значи пак и за граѓаните кои што сакат да дојдат да кажат нешто, да побараат мислење, да дадат свое некое мислење, некој свој став за некоја точка на дневен ред, знаат каде да ве најдат и тука им е се на едно место. Секако дека многу покорисно ќе значи нивните канцеларии да се наоѓаат во општината, затоа што јас како председатела и останатите членови на Советот не имаме постојано комуникација со тие служби. Меѓутоа не застанува тука комуникацијата. Кажавме претходно дека имаме точки на дневен ред од различни области и нас ни се потребни значи општинската администрација. Сега сите ни се на едно место и секако дека ќе биде полесно за функционирањето, а и за граѓаните. Меѓутоа она што ние планираме и што ќе биде реализирано од 2018 година покрај таа канцеларија што е за поддршка на Советот, ќе имаме и канцеларии и ние, советниците, како советнички групи, значи ќе се организираме и ќе имаме отворени приемни денови за разговор со граѓаните. Така да, значи, ете уште една алатка со која што ќе допреме поблиску до граѓаните. Хајде малку да ги запознаеме гледачите еве кои што не следат, како може да си ги остварат своите права при донесување на некои одлуки преку Советот како едно највисоко тело во општината. Многу пати мислат дека советниците се тие кои што предлагаат, кои што гласаат и кои што донесуваат, но не е така. Можат и самите граѓани да предложат нешто, да дадат некаква забелешка, некаква конструктивна идеја и како тоа може да го направат? Значи, кои се механизмите? Значи, јас, ете, пак ја зачнавме и оваа тема. Советот, секогаш седницата се распишува 7 дена порано. Секогаш по медиумите се објавуваат точките на дневен ред. И наша обврска на советниците е да го најдеме непосредниот начин на контакт со граѓаните, затоа што преку нас тие посредно учествуваат во донесувањето на одлуките. Така да во тие 7 дена можеме да разговараме за точките на дневниот ред. Она што ни недостига, што посебно се критикува откако ќе е донесена одлуката, а нема ангажман во донесувањето. И доколку учествуваат што повеќе граѓани во донесувањето на одлуката, со нивни иницијативи, со нивни предлози, тогаш имаме поквалитетна одлука
имаме и ние поголема хармонија и поголема сигурност во носењето на одлуките. Исто така, граѓанските иницијативи треба да бидат почести, значи може би некои работи можат да поминат, некои работи не можат, меѓутоа сето она што постојат предуслови да може да биде реализирано, а и во интерес за градот, треба да дојде до Советот, па ние натака да видиме дали е во рамките на законските прописи, дали општината има капацитет, дали се работи за финансиски или поинаков капацитет, или може би некоја апликација во проекти кои што треба да бидат што поактивни, општината поактивна во однос на аплицирање во тие проекти и да го најдеме начинот за заедничко носење на одлука која што ќе представува бенефит за Охрид, бидејќи не треба да се сватат советниците како една машинерија која што само крева рака, туку преку нив граѓаните да дојдат до своите цели. Така. Живка Ангеловска на јавноста е позната не само сега како председател на Совет, туку и претходно. Долг период од вашиот работен век го поминавте во јавното претпријатие Комуналец, а бевте и директор на јавното претпријатие Градски пазар. Две јавни претпријатија кои што се тесно поврзани со работата на локалната, за која што во многу наврати има одлучувано Советот на општината, добро ги познавате приликите и во двете од нив. Сега сигурно има некои новини од кога не сте таму, но сепак знаете како функционираат. Колку тоа ќе ви помогне кога ќе дојде ден да се разговара токму на овие теми? Да, па јас најголемиот дел од мојот работен стаж го поминав по јавните претпријатија, значи од 1998 до 2011 година бев во Охридски Комуналец, најпрвен како раководител на правниот сектор, па координатор на заеднички служби. Знаете дека од Комуналец произлегоа и јавното претпријатие Пазар, Градски пазар и јавното претпријатие Градски гробишта. Така да дејноста која што се врши во овие претпријатија ми е навистина позната и тоа се забележува веднаш. Утре имаме точки во утрешниот ден на дневен ред со програмите на јавните претпријатија и за да можам да навлезам во проблемите ми е многу полесно да ги разгледам нивните програми и ми помага затоа што од една страна не само дејноста на јавните претпријатија, туку и тоа се претпријатија основани од страна на единицата на локална самоуправа. Додека бев таму имавме и соработка меѓу нив, одговара за работата, сум била присутна на повеќе седници на Советот на општина Охрид и можеби сето тоа ми помогна да не ми е се ново и да можам полесно да се аклиматизирам и да ги завршам работите кои што се очекуваат од мене. Седниците се од отворен тип, значи можат на нив слободно да присуствуваат граѓани, можат да присуствуваат и луѓе кои што се засегнати со некоја точка од дневниот ред, дали се, не знам, како што рековме, од јавните претпријатија или од некои други институции. Некогаш се тие и наменски поканети, но не мора и да се поканети, можат и сами на своја иницијатива да присуствуваат. Дали овој принцип и понатаму ќе се практикува, значи тоа е право на граѓаните, не може да им се спречи, но дали ќе се поттикне за тоа да нивното присуство да биде позастапено и да ги чувствуваат седниците како нешто свое, значи каде што можат слободно да учествуваат, можеби нешто и да прокоментираат и да дадат учество. Треба да работиме граѓаните, општината да се ја чувствуваат како нешто најсвое, би рекла, затоа што верувајте има значи јавни трибини кои што не се посетени онолку во онај број кои што треба да бидат посетени, а тука може да се разговара, може да се дадат предлози. Значи ние треба да го воспоставиме оној канал на двонасочна комуникација. Затоа што поголемо учество на граѓаните во носење на одлуки, имаме поголема демократија. Базирана, значи тој треба да се базира и на убедување, меѓутоа и на согласување.
Во моментот кога ќе дојдеме до повеќе одлуки, кога граѓаните го наметнале своето мислење, па ги убедиле институциите, тогаш нели ќе зборуваме на вистина за една демократија. Сметам дека во тој дел треба повеќе да се работи и во запознавање на граѓаните со надлежностите кои што ги има Советот, бидејќи знаете најатрактивни за граѓаните се урбанистичките планови, меѓутоа има многу други работи кои што заеднички можеме да ги организираме и да ги реализираме. И не само јавните трибини, значи треба да институционализираме таа соработка, да наоѓаме нови методи, нови алатки во кои што ќе зајакнува нели секако и Советот како Совет, а и ќе има што по-непосредни контакти со граѓаните, бидејќи сите одлуки ние кои што ги носиме непосредно или посредно, ги тангираат дали сите или одредена група на граѓани. Таш и одговорноста на советниците и воопшто на Советот е помала, кога учествува една поголема маса на граѓани во креирањето на одлуките, значи донесувањето пак останува на Советот и на советниците кои што се дел од него, но во креирањето на одлуките и тоа како може да учествуваат и граѓаните, и тогаш секоја одлука која што ќе биде донесена, дали позитивна или негативна, значи одговорноста е помала. Може да се каже дека ете, беше вклучен и градот и луѓето кои што живеат тука и се донесе таква одлука. Значи во тој момент се сметало дека така е наисправно. Апсолутно, нашата сигурност тогаш би била на повисоко ниво. Во таа насока е организирана и ќе има програма, значи ќе има еден проект во 2018 година ќе се спроведува меѓу градовите кои што се избрани и Советот на општина Охрид. Ја спроведува Швајцарската комисија. Проектот се вика за подобрување, за зајакнување на општинските совети, а ќе ја спроведе UNDP, а ја финансира Швајцарската комисија за развој и соработка. Зборуваме за тоа малку подетално, но сега веќе гледам веќе е време за реклами, да направиме една пауза малку да ве одморам, па потоа малку ќе навлеземе во таа тема, затоа што од она колку ни се едуцирани советниците и колку ни е добар и квалитетен Советот, ќе зависат и одлуките кои што се носат таму. Апсолутно. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Туристичка агенција Елира Тур. Ваш партнер во креирањето на највозбудливите, најубавите и незаборавни патувања и одмори. Вие само посакајте, ние сме во чекор со вашите очекувања. Избери боја, избери чувства и избери дестинација со Елида Тур. Новогодишна понуда во Миса Маркети. Томи мајонез 511 грама плюс 100 грама гратис 103 денари. Баварија ајдамер кашкавал 1 килограм 279 денари. Мисирка 1 килограм 219 денари. Златиборац чајна 310 грама 139 денари. Златен дап лименка 0,5 литри 35 денари. Мандарини 1 килограм 38 денари. Портокали во мрежа 3 килограми 85 денари. Пазарете со мерак. Ваши Миса Маркети.
се разбира, не штеди на какао и лишници. Горенка, полна со најдобри нешта. Камин на пелети Гемини од 10 киловати од Екошпар загрева до 100 метри квадратни. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Среќна нова брзина. Почувствувај го најмоćниот интернет од Неотел и во новата година влези со брзина од 1 гигабит. Нарачај некој од пакетите со телевизија или супериорен интернет и доби попуст од 50% во првите 6 месеци од договорот. Неотел. Кам, постојано ниски цени. Свинска пршута 200 грама 132 денари. Кашкава ледамер 1 килограм 265 денари. Мешавина за руска салата 450 грама 32 денари. Кисела павлака 850 грама 84 денари. Кам, купувај мудро.
ние продолжуваме, некаде сме на половина помалку од половина од нашиот разговор. Имаме уште што да начнеме околу работата на Советот и некои други прашања кои што сакам да ви ги поставам во ова гостување. Начнавме, значи, во првиот дел дека ќе имаме некаква едукација и обука за советниците, значи од малку поинаков тип. И добро е, значи, обучени советници, добро подковани, тоа значи донесување на подобри, поконструктивни одлуки, поиздржани говори на говорницата, она како што треба, значи со цел фокусирани на она што се точки на дневен ред. Многу е тешко кога ви излегуваат од дневниот ред, а многу пати знае да се злоупотребува говорницата. Зашто станува збор, еве малку да не упатите на проектот? Ја спроведува UNDP, а се работи за проектот за јакнување на општинските совети, кој што го финансира Швајцарска комисија за соработка и развој. Овој проект ќе опфати повеќе градови и ќе трае 4 години од 2018 до 2022 година. Меѓутоа, она што е, да кажам, и бенефит и привилегија е дека првата година, 2018 година, помеѓу оние општини кои што влегоја да се работи со нивниот совет, влезе и нашата општина, општина Охрид, ќе се врши обука на советниците, при тоа во таа обука, нели, во различни сегменти, во зависност кои не можеме ние сите да бидеме експерти за секоја област. Значи, така ни се и комисиите формирани. Секој оној кој што има основна познавање или е стручњак во одредена област, например во финансии, ќе биде во комисијата за финансии. Така ќе се вршат и тие обуки од различни сегменти кои што се одработење на Советот и ќе бидат застапени, значи ќе го кажат бројот на советници врз кои директно, непосредно ќе се врши обуката. Меѓутоа, тука треба да внимаваме и на политичката припадност на советниците кои што ќе бидат обучени, и на етничката припадност, а секако и на родовата припадност. Меѓутоа, интересно е тоа што останатите советници нема да бидат изолирани, меѓутоа не само она се што ќе биде во писмена форма, ќе биде до нив доставено, меѓутоа тие ќе можат и електронски да ги следат тие обуки и како што нели го промовираа проектот, истата едукација нели ќе биде вршена индиректно и према нив електронски. А по кој принцип ќе се бира кои советници ќе ги посетуваат обуките? Па најверојатно оние услови кои што ќе треба да ги задоволуваат ќе ни ги кажат тие. Очекуваме да почне обуката од месец февруари, меѓутоа конкретно нели во зависност од условите кои што ќе ни бидат побарани од страна на UNDP. Така. И сега со вас како нов председател на Совет, какви седници да очекуваме? Какво темпо на работа ќе наметнете, бидејќи многу зависи од вас како ја водите една седница, дали таа ќе биде расплинета, дефокусирана или ќе знаете да ги прекинете советниците кога веќе одат во некоја друга насока. Многу пати се излегуваат на говорница и се изборуваат за она што тие сакаат да се изборуваат, а што нема некаква допирна точка со она што е дневен ред. Па, јас навистина ги почитувам советниците што се таму и верувам искрено дека и тие се почитуваат и се почитуваме едни со други како колеги, го почитуваме Советот и ве почитуваме и вам. И затоа чувствувам дека секој од нас ќе си биде самокритичен и дека темпото самиот ќе си го определи. Меѓутоа, секогаш, нели, кога ќе сме надвор од темата која што ни е на дневен ред, моја не само право, туку моја обврска е нели да ги насочам да разговараме на точките кои што ги разгледуваме, бидејќи секое расплинување носи неефикасност. Значи, концентрацијата треба да биде задржана до крај на седницата, од првата па се до последната точка, а доколку така се расплинуваме, ние навистина нема да имаме ни капацитет да разговараме за последните точки од дневниот ред, кои што сигурно не се помалку битни од оние кои што прво сме ги разгледале. Во однос на времетраењето на дискусиите, правата на реплика и на контрареплика,
И со самото тоа што сум правник, ќе биде почитуван во секој случај целосно деловникот, меѓутоа и го очекувам разбирањето на вистина од страна на од советниците и како добри соработници повеќе јас верувам дека нема да имам многу ситуации кога ќе треба да го спроведувам деловникот, туку нели самиот советник ќе си ги стави собствените граници и ќе дискутира во рамките на она време кое што е предвидено. Допрва ќе видиме како се тоа ќе функционира. Имаме дел од советниците кои што и претходно биле дел од советите, значи се со искуство и знаеме какви се нивните дискусии, колку излегуваат или не излегуваат на говорница, а за новиве ќе треба допрва да стекнуваме некакви мислења, да видиме какви ќе се нивните настапи и сето тоа во догледно време вие веќе ќе си го перципирате, ќе си направите една своја слика. Веќе кога некој ќе побара збор, ќе знаете отприлика што да очекувате како дискутант. За утре имаме закажано седница, значи еве веќе предпоследниот ден од оваа година, работен. Последен работен, уште 3 дена останува до новата година, петтата седница на Градскиот совет, но со многу точки, 40 на точки се на дневен ред. Што мислите за обременувањето на седниците? Колку е тоа добро за квалитетно работење на советот? Дали можеби треба да се сведе на некоја помала бројка овој дневен ред и да бидат поконструктивни, поиздржани, да може повеќе време да се посвети на некоја област и на некоја точка, бидејќи знаете што нашето искуство покажува дека кога веќе се прикрај точките од дневниот ред, се губи концентрацијата и желбата кај советниците. Ние новинарите, затоа што имаме обврски во нашите информативни куќи, веќе ги напуштаме седниците, па не можеме до крај да ги проследиме и некако сето тоа се сведува само на прелетување преку тие точки. А на крајот од дневниот ред многу пати се многу важни точки за градот ставени. Сосема сте во право дека треба да биде оптимално направено онолку колку што може и човечкиот капацитет да издржи, да биде сконцентриран и да биде ефикасен во работењето. Меѓутоа треба да имаме во предвид дека локалната власт се презеде во еден, како да кажам, тежок период во смисла на обврските кои што беа поставени пред нас. Се работи за одлуки кои што мора да бидат донесени во одреден рок и токму заради почитување на тие рокови е толку обемен и дневниот ред за утрешната седница. Значи 31 декември е крајниот рок. Ние во меѓувреме моравме ние да се конституираме, нашите комисии да бидат конституирани, верифицирани, па потоа да се изберат управните одбори, појавните предпријатија, да бидат донесени актите и сето тоа да го завршиме во рок. Јас во иднина ќе настојувам и ќе барам од општинската администрација на вистина да бидат добро распоредени точките на дневниот ред, за да можеме и ние подобро да се спремиме. Затоа што и како советник многу ми е полесно да разгледам, да се информирам и да се спремам за 10 точки или 12 на дневен ред, а не за 40. Така. Која точка утре ви е фаворит, на која мислите дека најмногу вака ќе се развија дискусии? Пак потенцирам, ја немаме опозицијата и тоа навистина ќе ни фали, ќе ни недостасува, ама тоа е тоа. Па видите, утре го носиме, можам да кажем, еден од најважните, ако не и најважниот акт на општината, тоа е буџетот на општината и секако дека најголемиот интерес ќе биде насочен токму кон тој буџет. Она што ни беше кажано од страна на градоначалникот дека немаше ни многу време во однос на спроведување на проекти, анализи за донесувањето на тој буџет. И така да се надевам дека од наредната година ќе имаме многу повеќе теми во однос на дискутирање за буџетот, меѓутоа и ќе има поголемо аплицирање на идеи од страна на граѓаните и иницијативи, за да имаме што пореален буџет кој што ќе може да се реализира и ќе може да ги задоволи барањата на општината и секако на жителите на општината. Така.
После оваа седница следува една пауза во работата на Советот на општината. До кога ќе се одмарате, кога да очекуваме наредна седница? Наредната седница ќе биде после празниците, јануари, по завршувањето. Јас мислам дека некаде после 14 јануари или можеби после 19 јануари ќе биде наредната седница. Сепак, знаете како многу зависи од прашањата кои што ќе треба да се одлучуваат. Меѓутоа, доколку нема некои точки кои што немаат титен карактер, би требало да биде некаде после 20. Така. Сега, како што реков, ни следуваат убави празници, Нова година, па Божик, па потоа е Водици, кој што е навистина веќе зазема еден голем замав како празник, како една манифестација во нашиот град. Значи, јануар е месец на празници. Сите сакаме да ги поминеме онака како што си имаме замислено. Секој има различни желби, различни можности. Како и каде вие за празниците? Па, секоја нова година ние се радуваме, стануваме повозрастни, но сепак се радуваме. Јас секогаш, го кажувам тоа, јас ги сакам новогодишните празници, бидејќи никогаш не дозволив да исчезне она дете во мене и тоа се обидувам да го пренесам и на мојот син. Меѓутоа, она што мене ми представува навистина традиција и прекрасно чувство е новогодишните празници да ги поминам во Охрид со семејството и она пладневна прошетка на 1 јануари, по кеот на Охридското езеро и се надевам дека ќе имаме и многу туристи, па ќе биде уште попријатен тој дочек и тој почеток во новата година. Приватно, Живка Ангеловска, каков човек е? Значи, што преокупации имате, што сакате, што ве интересира? Имате ли некакво хоби? Како го поминувате слободното време, доколку имате? Па ние го почнавме, нашиот разговор со тоа како е да бидеш жена во политика и со самото тоа, утврдивме дека голем е ангажманот на една жена во политика. Меѓутоа, со оглед на тоа што јас претпоставувам дека за нас жените најголем успех, ето и лично за мене, нормално мојот син, дека најмногу време посветувам на него, на дружбата со него. Меѓутоа и многу сакам да се надополнувам во однос на мојата едукација, да читам и стручна литература, да се надградам за да можам да бидам поуспешна и повеќе да придонесам. Сакам да прошетаме и во Охрид, меѓутоа и настрана. Го сакам филмот, сакам убави книги и во однос на толку и времето кое што може да си го дадам за да имам некои слободни активности. И па сега празниците се убава можност, малку повеќе слободно време да си ги помините со семејството и онака како што сакате, она што ви прави вам задоволство. Ви посакувам се најубаво во новата, да го водите советот најдобро што знаете и умеете, да се донесат навистина квалитетни одлуки, да го направиме Охрид поубаво место за живење за сите нас и за нашите деца пред се, и да имаме една убава, мирна, така стабилна и економски стабилна и убава година која што ни следува. Ви благодарам од се срце пред се на прекрасните желби. Ке се приклучам кон тие желби во однос на советот, да се обидиме, можеби не можеме кој знае што да направиме, меѓутоа да иницираме активности, действија во кои што ќе го направиме подостоинствен и попристоен животот на нашите сограѓани. Вие честитам и јас новата година, ви посакувам многу здравје и на сите граѓани на општина Охрид. Се најубаво, среќни новогодишни празници, многу здравје, затоа што секој проблем има решение. Посакувам да се радуваме на малите работи и посакувам почесто да знаеме некого да пофалиме, почесто да си даруваме убави зборови, а се помалку да се препуштаме би кажала, на оние лоши морални вредности кои што
за жал се поприсутни ни се во општеството, во секој случај да имаме една поуспешна година од претходната и да можеме на крај да ја заокружиме со некој наш заеднички успех. Ви благодарам. Така, благодарам уште еднаш за учеството и до некој наредно видување во новата година. Ви благодарам.